630.000 евра од трансакцијската на РЕК Битола ќе легнат на сметка на семејната фирма на директорот на ТЕЦ Неготино, Небоша Стојановиќ. Без грижи за судирот на интереси, пред еден месец ЕСМ за да го обезбеди комбинатот со стоки, склучиле директна спогодба со семејната фирма Хем Алијанс на Стојановиќ, чиј сопственик е неговиот татко, а управител неговата сопруга. Па така во следните 12 месеци фамилиарната фирма од Пепелиште треба да го снабдува РЕК Битола со чисто органско биоразградливо соединение за спречување на појава на прашина од одложена пепел. Оправдувањето од Електрани на Македонија е дека во законскиот рок од 30 дена понуда поднела само семејната фирма на Стојановиќ. Јавната набавка, велат, е спроведена во РЕК Битола и истата во никој случај не се однесувала за ТЕЦ Неготино. Нагласуваме дека не станува збор за набавка со директна спогодба и дека не постои конфликт на интереси. Постапката е спроведена од Комисијата за јавни набавки при подружницата РЕК Битола и одговорно лице на подружницата. Кај истите нема никаков конфликт на интереси со носителот на набавката, поради тоа што немаат никакви роднински врски. Од ЕСМ дополнително на прашањето на Алфа зошто ако се знаело дека станува збор за компанија во собственост на фамилијата на директорот на ТЕЦ Неготино не била поништена јавната набавка, велат, Комисијата имало подпишано изјава за непостоење на судирни интереси, со што според компанијата набавката е законски спроведена. Претходно во февруари годинава ВМРО ДПМН објави дека првиот ден од изборната кампања за локалните избори 2021 година, односно на 27 септември, јавното предпријатие Комуналец Неготино распишал тендер, пошто во нетранспарентна постапка за јавна набавка со низа пропусти и недоследности, Небоша Стојановиќ успел да добие тендер за изградба на мала хидроцентрала на системот за водоснабдување Лукар преку јавно-приватно партнерство. И на тој тендер Хем Алијанс бил единствен понудувач, а надлежните тогаш демантираа.